4 дена жителите на Виничко Градец се без вода за пиење. Селскиот водовод им е нефункционален, од и тешки камиони кои носеле огревно дрво и трупци од плачковица ја прекинале главната доводна цевка. Селаните сами го граделе водоводот, па сами се грижат и за неговото одржување. Велат дека не можат да постигнат со поправките на доводната линија, оти штом ќе ја поправат за ден-два, таа повторно се оштетува и чешмите им присушуваат. Секој ден имаме проблеми. Луѓето се без вода, немаме ни за пиење. Како се сноги? Па никако така, со туби. Кој има превоз идат од друго место понад, кој нема да така сме. Али што само трупаме и чекаме да се оправи водата, па тога да переме, онака нема шанси. За готвење, за ручек? За готвење се снаѓаме, нешто купуваме, нешто од Виница идеме и така. Тие цевки мора водата не да не се прави. Водата се направи 4 пати ја направија водата. Што е дефеко проблем. Ама џабе ти тај камион терет замени пропадне. На них треба да им се каже да појачање таму што ти знам ја да нема проблем. Селаните реагираат што никој не презема мерки да се спречи оштетувањето на водоводната линија, од која сите се снабдуваат со вода за пиење. Сметаат дека можеби некој намерно им дозволува на тешките камиони кои доаѓаат од Куманово да им прават проблеми. По мое мислам дека сакат да го присвојат. Утре ќе плаќаме не 100 денара, 1000 денара. Знаат самите, нема на кој да се жалиш. Знаат и у собрание, и секаде знаат. Јас синоќа се туширах се со пола литро вода. Вие горещи ни 40 температура, да немаш вода ни за бањање, ни за миење. Очи не може да измиеш, не да се бањаш, нема бањање. Жителите на Градец се закануваат дека ќе го блокираат патот кон планината за да ги оневозможат тешките камиони да им го уништуваат водоводот. Велат дека веќе нема да трпат некој поради личен интерес да прави колективна штета, што може да има и посериозни здравствени последици.